Денес сме овде во Илинден. На моје искрено задоволство е да гледате бојкот на градежните активности. Градоначалникот Александар заедно со советот, со тимот, со администрацијата прават нешто што треба да биде пример, практично како треба да се работи во општините во Македонија и како треба да се работи во Македонија. Јас сум задоволен што градоначалниците на ВМРО покажуваат дека не се сите исти, има голема разлика помеѓу овие од владата на ДУИ поддржано од СДСМ, кои што, ако гледате пораката која што се тунемно ја испраќаат, само се однесува на тендери, на сомнителни јавни набавки, на скандали кои што се случуваат во државните институции. За разлика од таа слика која што ја гледаме, другата слика е сосема поинаква, односно градоначалниците на ВМРО работат и испорачуваат и можам да кажам дека планот за оваа 2023 година, согласно информациите кои што ги добив од тимот кој што е дел од мојот кабинет, а на дневна основа комуницира со градоначалниците, е дека 740 проекти се во план капитални да се реализираат во вредност од околу 10 милиони евра. Знаете каква е ситуацијата финансиска и економска, знаете што се случува со обврзниците и со барањата за кредит. Ова се со сопствени средства кои што веќе се планирани. Значи, доколку ова влада мисли на граѓаните на народот и доколку ги одобри овие општински обврзници, тогаш сумата за инвестиции ќе се триплира. Ќе надмине преку 200 милиони евра. Така што ще еднаш ќе ми дозволите да му честитам на Александар, на луѓето од Советот, од администрацијата, да ги охрабрам така да продолжат. Јас ќе бидам нивна поддршка, а идната влада на ВМРО има план сериозно да инвестира во општина Илинден, бидејќи навистина дека имаме едно навистина прекрасно место за живење, кое што од ден на ден станува се повеќе. Ќе благодарам. Ако имате други прашања, тоа е политичка процедура, јас тоа го зборував и тогаш. И денеска можам истото да го повторам, дека договорот кој што и тогаш и денеска се подпишува е истиот, нити точка, нити запирка се. Тогаш Арсовска реши да коалицира со ДУИ и со СДСМ и да продолжи така да функционира. И во ред, со среќа нека. Никогаш во животот ни една работа не е вечна, па ни таа. Но добро е што конечно уште едно растурење на пепел, уште една магла се разбиструва и граѓаните можат да видат за жал какви луѓе и ние како ВМРО имавме доверба во одреден период и какви луѓе се на многу значајни места кои што треба да се занимаваат само за интересот на граѓаните и во случајот на Скопјани, но за жал таа се занимава за нешто кое што нема никаква врска со јавниот интерес на Скопјани. Понекогаш човек се срами за тоа што го гледа. Јас навистина се чувствувам засрамено што воопшто имав можност во животот да запознаме една таква личност и во овој момент можам само да кажам дека и таа и СДСМ должат на Скопјани на големо извинување, најпрво поради навредите упатени кон мене, кон ВМРО-ДПМН, кон советниците од ВМРО-ДПМН, кон луѓето кои што работеа таа да биде градоначалник, а СДСМ треба да се извини што во екот на најголемата, би рекол, финансиска и енергетска криза, трошеа народни пари за билборди, за да лажат, да ме клеветат и да навредуваат. Но вистината порано или подоцна излегува на виделина, така и во овој случај. Ќе видите понатаму добро, ќе бидете подготвени за многу изненадувања, непријатни за нив, а за жал, за среќа, тоа е средина на Скопјани, сепак ќе бидете на реализација на капитални проекти, што многу значи за мојот
став е јасен, кажан во јавноста, повторен, непроменлив и така натаму. А што се однесува за ставот на поранешниот председател на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, може би Ковачевски може повеќе да ви кажа. Ако знае детали, добро е да ги сподели со јавноста и добро е да го прашате на следната средба со него, да го прашате кој е ставот, кој што тој го знае, а јавноста не го знае, нити пак јас, нити пак да представувам граѓаните овдека. Мојот став јасно е кажан, артикулиран и е непроменен. Јас ке ве попрашав вчера на средбата со министерката за надворешни работи на Германија, барем од она што вие го сообщавте, сте кажани незауставни измени под бугарски диктат. Следуваат следби доаѓање на уште многу европски дипломати. Дали размерите одлуката и дали евентуално преговарате можеби за избори па уставни измени? И второто прашање е пак за уставните измени во контекст на што го објавува вашата партија за постоење на 10 пратеници од владеачкото мнозинство, кои што полека се повлекуваат за измени во климатски. Да. Поврзано со првото ваше прашање или првиот дел од вашето прашање, можам само да го повторам тоа што е официјален став, кој што вчера беше кажано на медиумите, дека од тоа кој што имавме можност да го разговараме 35 минути со министерката за надворешни работи на Германија, јас ги кажав нашите позиции, нашите аргументи. Од другата страна, детали нема да зборувам, бидејќи не е пристојно, сепак предпоставувам другата страна ќе ви каже деталите што ќе говореа, но не слушна доволен број на аргументи со кои што би ме убедиле да го променам својот став, односно да ги совладам моите аргументи. И затоа заклучокот беше дека овој парламент нема мандат, дека под бугарски диктат ВМРО-ДПМН нема намера да прифати уставни измени и дека ВМРО-ДПМН има план кој што е составен во 3 дела, кој што е дел од тој план, кој што содржи национални елементи, политички елементи, но и економски план за помош на граѓаните, за закрепување на панството и дека подготвени сме тој план веднаш откако ќе завршат изборите да го ставиме на располагање на дипломатите од Европската унија, да разговараме по тој план. И тоа е единствениот план за наминување на сегашната ситуација, односно ќорсото по кој што не донесе владата на ДУИ поддржана од СДСМ. Уште еднаш ќе повторам. Овој парламент нема мандат да менува устав. Овој парламент треба час поскоро да се самораспушти, да одиме на предвремени парламентарни избори. Секоја политичка партија и коалиција треба да излезе со јасен план и визија за надминување на проблемот, бидејќи проблемот е тука. Ние не можеме да го игнорираме проблемот. Ние ги предупредувавме, 3 пати ги предупредувавме дека создаваат проблем. Тие одлучија да продолжат да го создаваат тој проблем и смејќи дека на тој начин ќе бидат заборавени и простени сите криминали и сето она што лошо го направи. Смејќи дека ќе подпишат, со тоа се завршува. Ги предупредувавме, не слушат. Повторно ВМРО-ДПМН денеска се однесува зрело и сериозно и нуди план за излез од кризата. На прв чекоре предвремени парламентарни избори. И денеска треба секој еден да знае кој што доаѓа. Вие ги гледате тие, но има многу состаноци кои што и не се гледат, а кои што се случија изминативе 2 недели. Затоа што ние не сакаме да оптоваруваме јавноста и на секој состанок, под секој состанок да правиме атракција. Затоа сакам да им порачам и на сите кои што луѓето кои што го водат процесот денес, владата на ДУИ поддржана од СДСМ, се некредибилни луѓе кои што не уживаат авторитет кај граѓаните. Секој од нив треба да е свесен дека кога ќе застане до тие луѓе си прави самиот проблем. Бидејќи напред од денес ќе мора да се соочи со фактот дека стоел, се сликал и позирал со луѓе кои што длабоко биле вовлечени во криминал и корупција. И тоа не знам како ќе биде во нивните матични држави прифатено. Затоа апелирам
да не ја спасуваат политичката кариера на политичките криминалци од владата на ДУИ поддржана од СДС. Да се завртат по народот, да го прашаат народот што ќе. А народот очекува час поскоро оваа влада да се распушти, да оди на избори и да избере влада која ќе биде народно поддржана. Ние како ВМРО-ДПМН сме заедно со народот, гледате, работиме, тука сме, нема од што да се стравиме, нема од што да бегаме. Подготвени сме сите прашања да ги решаваме, но да го поставиме овој пат прашањето што има за народот и што има за Македонија. Доста беше порази, доста беше губење. Од кога го сменивме името, од кога сменивме знаме, од кога користевме понижувачки имиња, што све не истрпе овој народ. И денеска има конечно една политичка опција која што не го поставува прашањето што има за нив, туку вели што има за народот и што има за Македонија. Кога некој од другата страна ќе биде свесен за ова што разговара, ние сме подготвени да седиме и колку е потребно да разговараме и да испорачаме, затоа што прекуглаваме и на народот и на луѓето од политички екзибиционизам и криминалци од продолжат. Конституцијата нема да престанат. Ако мислите дека ќе се откажат, нема да се откажат. Затоа што овие од владата бараат да се прават притисоци. Нема проблем. Јас немам проблем да ги истапам тие притисоци. Се, и ќе продолжат. Дали се жестоки, таа жестоки се. Но она што е поразлично од преска е што ВМРО-ДПМН е консолидирано, обединето и нема слаба алка внатре. Сега не се други центри на влијание. Сега ВМРО-ДПМН како целина е центар на влијание. Единствено е ВМРО-ДПМН. Политичките ликови во ВМРО-ДПМН се единствено не затоа што водиме име, туку затоа што сакаме да добие овој народ нешто. Да смениме перцепцијата и чувството за нас политичарите кај луѓето. Доста го краде, доста го лажа и доста го понижува. Затоа што веруваме дека ова што го правиме е историја. Генерациите по нас нека судат дали сме постапувале правилно или сме биле погрешно разбрани. Но едно сакам да знаат и мојата порака. Јас лично ни милиметар нема да се поместам и ќе ги истрпам сите притисоци од каде иде. А верувајте не се пријатни. Но после ова, или ќе не биде, или нема никогаш да биде. А јас сум убеден